Ајде, да ја пронајдеме најдобрата верзија од тебе. Ти подавам рака. Која е вашата најдобра верзија? Дали некогаш сте се запрашале кои се вашите цели? Дали сте на вистинскиот пат? Одговорот на овие прашања се обидовме да го најдеме со Гере Трипков, покренувач на CoSense, иницијатива за животно учење и мотивација за лицата со попреченост. Да вдахнеме кај овие лица нова сила, нова енергија, да им покажеме дека нивниот потенцијал е тука. Но не само кај лицата со попреченост, туку и кај секого. Потребата од мотивација, како што вели Трипков, е универзална. Ние почнуваме да се изолираме самите, си поставуваме самите бариери, самите си поставуваме некакви граници. Додава дека стравот е една од пречките да се осознаат собствените вредности и да се одржи психичкото здравје. Еден од најголемите зависности во светот не се пороците, туку е контролата. Првиот момент кога ќе изгубиме контролата, ние ја губиме тлото под носот. И тука навлегува и стравот. Поттикот на Трипков да се сврди кон барањето на мотивацијата доаѓа всушност од непријатната игра што му ја приредил животот. Денес е во количка, но вели дека во таа трагедија нашол светла точка. Јас ги знам и обата светови, знам како може да функционира еден човек кој е во врвот, кој мисли дека може да постигне се, кога неговото его е на вистина многу на високо ниво, а потоа и да паднете на многу ниско ниво и да ги работите почнувате да ги сваќате и самото живење и она судбинското во нас и целата поента на живење да ја сватите малце подлабоко. Токму таа состојба му дала мотивација да им подаде рака на луѓето што се соочуваат со екзистенцијални падови. Дојдов до сознание преку самиот себе дека ова е мојата мисија. Дека јас треба да ја ширам позитивната мисла и мислата дека секој од нас вреди, дека секој од нас има своја мисија, има своја цел во животот. Одлучен е да ја спроведе својата мисија докрај, да ги урне општествените бариери. Може би имаме малку поразлични потреби, може би денот ни изгледа малце потежок од дневниот, меѓутоа сите имаме исти потреби да бидеме среќни, да бидеме љубени, да бидеме прифатени. Трипков се движи по пат со препреки, но убеден е дека во скорешна иднина работите во општеството ќе бидат значајно подобри за лицата на кои животот им создал неочекувани сопки. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов.